Демократот Џо Бајден го победи актуелниот председател Доналд Трамп за да стане 46-тиот председател во историјата на САД. Трамп се огласи соопштение на кое што не го признава поразот. Славие на улиците во повеќе градови во САД по тридневната несигурност поради долгото броење на гласовите од изборите. 77 годишниот Бајден конечно го премина прагот од 270 освоени електронски гласови потребни за победа на претседателските избори. Тој досега освои рекордни 74 милиони гласови, иако броењето на гласовите во некои држави уште траеше. Сега е веќе за Америка да се обедини и да заздрави, порача Бајден, откако победата во сојузната држава Пенсилванија му ги даде потребните гласови за влез во Белата куќа. Сега кога кампањата заврши, време е да се тргнат настрана лутината и острата реторика за нас и да се обединиме како нација. Ние сме Соединетите американски држави, нема нешто во кое што не можеме да успееме или пак направиме доколку го правиме заедно. Во изјавата Бајден не го спомена неговиот ривал Доналд Трамп, кој досега не го призна поразот и најави правна битка. Председателот на Европската комисија Урсула фон дер Лајен му го честитачи изборот на Џо Бајден за председател на Соединетите американски држави и го повика да ја обноват соработката и лидерството во областа на глобалните предизвици и можности. ЕУ и САД се пријатели и сојузници. Нашите граѓани ги споделуваат најдлабоките врски. Затоа изборот на председател на САД е важен момент и од оваа страна на Атлантикот. Сега е јасно дека 46-тиот избран председател е Џо Бајден. Му честитам на него за победата, рече Лејен во видеопораката. Нашето партнерство ги поддржуваше законите на меѓународното право со децении и останува столб на стабилност, безбедност и просперитет на двете страни на Атлантикот. Светот продолжува да се минува и нашето обновено партнерство ќе биде клучно, рече председателот на Европската комисија. Кина успешно го лансираше првиот 6G сателит во Вселената за да ја тестира технологијата. Други 12 сателити беа лансирани од Центарот за лансирање сателити Тајуан во провинцијата Шангси, пренесе BBC. Додадено е дека ќе се тестира технологијата со огромна брзина, која ќе биде еден од основните елементи на комуникациите од 6-та генерација. Сателитот исто така носи технологија што треба да се користи за следење на уништување на посевите и спречување на шумски пожари. Сателитот 6G беше меѓу трите кинески сателити кои што беа успешно лансирани во орбитата, заедно со 10 комерцијални сателити на далечинско читање, развиени од аргентинската компанија SateLogic.